Бројот на нови случаи на заразени со коронавирус во Европа се зголемија за 44% за една недела. Голем број држави продолжуваат да ги засилуваат мерките по преминување на прагот на 250.000 смртни случаи на стариот континент. Во Словенија од денеска е на сила полициски час. Од 21 часот до 6 часот наутро граѓаните ќе мора да останат дома. Тамошната влада одлучи да го намали бројот на лица кои може да се групираат и наместо 10 како што беше досега, сега ќе може да се собираат максимум 6 лица. Забранети се сите јавни настани, верски церемонии и свадби низ целата земја. Километарска колона за тестирање во Хрватска. Тестирањето се спроведува секој работен ден од 8 до 14 часот, а најголемите гужви се во предпладневните часови. Svi možemo bez ograničenja pridružiti i popratiti, naravno ako imamo tehničke uvjete. Улиците во вечерните часови се празни во најголемите француски градови, како и во Белгија и во Холандија, бидејќи ги затворија баровите, рестораните и воведоа полициски час. И покрај тоа, белгиските власти стравуваат дека многу наскоро земјата би можела да биде преплавена на заразани со COVID-19, а бројот на позитивни случаи вртоглаво расте. Ирска воведува најстроги мерки во Европа. Ирскиот премиер Михаел Мартин го потврди враќањето на највисокото, 5-то ниво на ограничување во борба против коронавирусот, кој ќе трае 6 недели. Нивото на ограничувања поврзани со COVID-19 се зголемува од сегашното 2 на највисоко ниво 5. Во обид да се бориме против вирусот, го воведовме веројатно најстрогиот европски режим. Од вечерва на полноќ, затворање на продавниците за малопродажба, освен за основните потреби, ограничување на патувањето на граѓаните на 5 километри од нивните домови, а рестораните и пабовите ќе може да работат само со испорака. Училиштата ќе останат отворени, а градежните работи ќе продолжат. Хотелите може да останат отворени, но само со нужниот персонал. И во Австрија нови мерки од петок, дозволено да се соберат максимум 6 лица на затворено и 12 на отворено, а угостителските објекти не смеат да примат повеќе од 50 гости. Исто така, покрај сегашните мерки за носење маска, одржување дистанца и хигиенски правила, важат и построги концепти во институциите каде престојуваат чувствителни групи на население, како што се домовите за стари лица. Австриските власти не ја исклучуваат можноста и за ставање клуч на сите институции, па дури и воведување на полициски час. Италијанската влада се согласи на барањето од регионот Ломбардија, кој беше силно погоден од епидемијата на коронавирусот, да воведе дополнителни ограничувања за борба против новиот бран на заразата. Велс ке воведе двонеделен карантин за сите, освен за неопходните работници. Мерката стапува на сила во петок и ќе трае до 9 ноември. Трговските мрежи, угостителите, туристичките бизниси и верските институции ќе мора да стават клуч на вратата.